Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е доктор Бојан Трајковски од Асоциацијата на млади лекари и специјализанти. Докторе, со какви проблеми се справуваат младите лекари при почетокот на нивната кариера? За жал, голем дел од колегите вработувањата ги чекаат особено долгорочно. Законските рамки, законските правила кои што ги дава државата за одредени работи, особено за делот на специјализацијата, се навистина специфични. И административните проблеми кои што ги имаат колегите по завршувањето се навистина големи и за жал многу голем дел од колегите го наоѓаат решенијата надвор од Македонија, немајќи веќе надеж дека тука нешто ќе се подобри. Во принцип, во Македонија да си лекар е навистина нешто предизвикувачки, не само самата професија која што нели носи адреналин, носи возбуда, носи потреба за константно учење и работа. Сепак и нашето вметнување во системот е еден од проблемите со кои што се соочуваме и кој што никако не може да ни стане јасен, особено заради апелите на државата и на крајот еден од статистиките кои што ги имаме дека бројот на лекарите во Македонија и секако во секоја друга земја, особено на Балканот, е се помал и екзодусот на младите лекари е навистина голем. Во ситуација кога недостасува медицински кадар во земјава, зошто младите таза дипломирани лекари имаат проблем да се вработат? Зошто чекаат толку многу време? Еден од главните проблеми со кои што се соочуваме и сме го виделе во пракса е сепак партиското вработување, би го нагласил и би го нотирал како број еден проблем, кој што за жал во сите сфери, па и во здравството, предизвикува сериозни проблеми и предизвикува назадување на сето она што било надеж и потреба за вработување на еден млад колега. Административните потешкоти кои што ги напоменав се исто така едни од проблемите, каде што конкретно како пример ќе ги земам ние 6-месечни платени пракси кои што колегите ги имаат како услов за вработување, односно за специјализација и земање на специјализација. И еден процес кој што долгорочно трае, за жал. Ние немаме автоматизација на процесот, завршуваш, тоа трае, да речеме, еден месец по завршување ти се вработуваш. Се случувало да имаме колеги кои што дури по месец дена чекале по месец дена повеќе од една година да чекаат за вработување. И за жал главната проблематика е тоа што според мене недоволно им се дава шанса на младите колеги, тоа е првата работа. Втората работа е немањето на желба да се приоритизира здравството, односно она што значи здравствен систем и да едноставно се вложи повеќе од доволно за младите, заради тоа што студиите се едно, праксата, односно работата е сосема нешто друго. За жал, како и во многу други сектори, како и во цела Македонија, така и во здравството, проблемите се најмногу да спекнат тоа што се обидуваат да го искористат тој млад кадар или тој труд кој што го вложува младиот кадар. Верувајте се, особено ентузијасти младите сакаат да научат и да се вработат многу лесно и брзо. Неодамна група млади лекари протестира затоа што не успеале да добијат платена работа, која ќе им овозможи понатаму шанса за специјализација. Постои можност во септември да го пропуштат тој рок затоа што не специјализирале, затоа што не добиле платена работа во овој изборен период. Зошто се создаде еден таков гап за нив? Како што нагласив, таа автоматизација која што ни е навистина потребна да имаме еден константен флуиден процес, за жал ја нема и едноставно кога ќе прашате во Министерството за здравство или ќе прашате некаде каде што има одговорни во однос на ова прашање, топката константно се префрла. Дали е тоа Министерство за здравство, Министерство за финансии, едноставно немаме соодветен одговор од таа страна. Значи, еден од најголемите проблеми кои што можам да го нагласиме е неможноста да најдете лице со кое што може да комуницирате и тоа одговорно и транспарентно да ви даде одговор на вашите прашања. Ние немаме проблем со тоа да се почека, сосема нормално, ние не сме Америка каде што веднаш може да влезете во системот. Меѓутоа, за жал не постои соодветно распределување на кадрите, тоа е првата работа. Ние имаме голема централизација, Скопје има многу кадар, нема можеби доволно работни места, на сметка на тоа огромен дел од периферијата на Македонија е десеткувана со колеги. Кавадарци, Делчево, ако одиме Источна Македонија особено, гледаме сериозен проблем каде што голем дел од колегите на вистина, особено тие што доаѓаат од внатрешноста и студираат во Скопје, по автоматизам може да бидат работени таму. Одговорите кои што ги добиваме се секогаш нејасни, секогаш двосмислени, секогаш почекајте, ќе видиме што ќе се случи,
За жал и дури во моментов кога го правиме интервјуто, јас немам соодветен одговор дали на колегите им е одговорено и дали одреден дел од колегите се викнати. Додека јас го имав можност да ја завршувам тој ред на тие 6 месеци, јас бев буквално вработен и бев паралелно идев и на тие 6 месеци заради тоа што едноставно правилникот кој што тогаш постоеше велеше дека за да утре ден кога ќе запишам специјализација јас морам да ги имам 6 месеци, а јас лично и персонално чисто како пример им давав предност на многу други колеги и нагласував едноставно било кој друг колега да биде вработен кој што во моментот нема работа, бидејќи јас бев вработен и во институција во која што го правиме ова интервју. За жал таму добив информација дека не едноставно името и презимето твое е заведено и ти мораш да, значи автоматизмот, процесот не е соодветно разработен, колегите од најголем процент имаат проблем заради тоа што предолгорочно се чека. Искрено да дадам одговор која е причината за тоа, на вистина верувајте не можам, заради тоа што не покажуваат во одредена ситуација волја да сменат нешто здравствените власти во држава, како за пациентите, така и за нас лекарите. Приватните специјализанти преку протести се ги бараат правата, односно бараат покачување на платената работа од една страна, од друга страна бараат и да имаат здравствено осигурување. До пред година и пол имаа право на здравствено осигурување. Што се случи во меѓувреме за да лекарите го изгубат правото на здравствено осигурување во земјава? Каде лежи проблемот? Проблемот лежи најверојатно во немањето политичка волја да приватниот специјализант или подедно се регулира законски и да се воведе буквално во самиот закон за здравствена заштита дека едноставно постои, што во моментов го нема, или второто да имаме комплетна трансформација на приватните специјализанти во државни специјализанти и тој субјект приватни специјализанти повеќе да не постои, односно самата држава да овозможува комплетно и целосно финансирање на колегите кои што се дел од програмата за специјализација и со самото тоа да има еден начин на контрола на вработувањата под еден, под два, да го задржи оној одлив на млади лекари, а верувајте голем дел од колегите ќе имаат потреба и желба да едноставно бидат валоризирани од страна на здравствениот систем. Главната проблематика во оваа ситуација и во немањето на здравствена заштита во моментов и таа небулоза на наше третирање еден со друг без разлика на немањето на здравствена заштита, за жал мислам дека како резултат на немање политичка волја е нешто што многу едноставно и брзо може да се реши. Дали државата ги штити младите лекари? Навистина е тешко прашањето кога ќе прашаме дали државата или односно во оваа ситуација здравствениот систем или здравствените власти не штитат. Не можам до крај да потврдам и да кажам дека станува збор за комплетна заштита која што ние имаме. Ја не негирам дека е ситуацијата драстично подобрена тоа што некогаш било, особено во делот на платите каде што имаме покачување. Меѓутоа се чувствува онаа неизвестност која што е постојана на главата на лекарите, се чувствува онаа несоодветно валоризирање. Мене ми е жал што мораше да се случи ковид пандемија каде што да дојде момент каде што ќе почне валоризирањето на здравствената дејност, односно на позиција лекар. Најголемиот проблем лично за мене, аз сметам дека и поголем дел од колегите и особено како представник на асоциацијата, е дека ние немаме национална стратегија со која што ние тераме во одредена права линија. Ние константно од влада во влада, ги спомнавте бројот на министерства, односно бројот на министри, тоа е за мене несоодветно водење на политика. Вие не можете во период од 4 години да имате 4 различни министри за здравство и тоа едноставно каква и да е програмата замислена на страната не е возможно да се спроведе. Мораме да постоиме со една национална стратегија која што ќе ги опфати буквално сите категории и таа ќе ја водат без разлика на типот на политичката партија која што доаѓа на сцена. Според податоците од лекарската комора во изминативе 3 години над 600 млади лекари си заминале од земјава и се бараат среќата никаде по странство. Како вие гледате на тоа како да се спречи иселувањето на младиот медицински кадар од земјава? Начинот на решавање за мене лично е еден и единствен, тоа е оној административен лавиринт кој што под еден мора да се намали и да се таа бирократија што е можно побрзо реши. Втора работа, едукацијата да се исклучително подобри и да се делува што е можно повеќе на оној сегмент на едуцирање на младите. И секако трето, константно говориме за специјализанти и млади лекари и константно ние говориме за плата. За мене е недозволиво, без разлика што може ќе звучи како несоодветна изјава, да имаме
едно изедначување на младиот лекар со социјални случаи. Тоа е недозволиво за мене заради тоа што е несфатливо да се бориме за соодветна екзистенција. Верувајте, имаме колеги кои што паралелно со нивната приватна специјализација работат и секундарна работа како доставувачи на храна. Не дискриминираме ниту една работа. Меѓутоа, ако си лекар, сметам дека треба да си таму задржан. Дали вие лично му верувате на македонскиот здравствен систем? Ако еве хипотетички имате потреба од здравствена услуга, каде би се лекувале? Ќе одговорам кратко и јасно. Доколку не би ги имал контактите што ги би ги имал во моментов, за жал, голема е веројатноста да го имам финансиска можност, би се лекувал во приватниот сектор, иако имам многу колеги на кои што на вистина им верувам и се вработени државни, верувајте, има на вистина сериозен и квалитетен кадар. Лекарите и здравствените работници работат. Апсолутно имаме простор за подобрување секаде, но на крајот од денот здравствените власти се тие кои што треба да направат систем да одредени колеги бидат соодветно валоризирани доколку тоа го прават добро, а одредени колеги да бидат соодветно казнати доколку не го прават тоа. За да имаме ние добар здравствен систем, мора да имаме две соодветни страни кои што соодветно соработуваат, односно работат. Една страна се пациентите, од друга страна се докторите. Здравствениот систем не е сјаен ни за нас, ни за пациентите во одредени ситуации. А дали му верувам до крај? Можам да кажам дека верувам на поединци, верувам на колеги, верувам на вработените во здравството, меѓутоа на здравствените власти и на оној политички субјект не е доволно. Така, респиратор за искра, лекување на срна, Никола Кара, ова се само дел од имињата на децата кои што јавноста ги запозна преку платформата за донации и краудинг во која што сте и вие дел од неа. Колку барања за помош пристигнуваат до вас во изминатиот месец? Случаи многу. Значи, навистина барање има секојдневно, дали се тоа телефонски, дали се тоа преку имейл, дали се тоа преку социјални медиуми, Facebook, Instagram и слично. И можам да кажам дека навистина се траурни. Значи, од една до последна сите се буквално во тешка ситуација, секаде има навистина потреба од помош. Еве конкретно случајот со малата искра беше нешто што мене лично ме погоди исклучително многу и на емоционален аспект, да буквално некои работи, некои ситуации се навистина посилни од нас, без разлика што секојдневно гледаме секакви човечки судбини, ние сме условно кажано навикнати, не треба секогаш да реагираш, сепак овој тип на платформа и овој тип на донаторство и ова развивање според нас на филантропијата е нешто што треба да постои во иднина, заради тоа што единствениот начин за некој случај да видат светло е ваков тип на донација. Во тој контекст, кога го спомнавте случајот со девојчето Искра, респираторот нели би требало државата да го обезбеди, затоа што нејзи е неопходен? По многу правила и по многу начини на функционирање, апсолутно би требало да е тоа така. Конкретно, колку што имам информации, моменталното третирање на искра во Систина веројатно би требало да биде покриено од страна на Фондот за здравство и да во тој аспект немаат никакви трошоци, меѓутоа користењето на апаратот во домашни услови е нешто што, колку што разбрав, треба да го си го обезбедат сами. Тука за среќа успеавме да се најдеме ние и додека ние го правиме веќе интервјуто, можам гордо да кажам дека успеавме за помалку од 24 часа, точно ако збориме 2-13 часа, да собереме 10.000 евра, кои што се доволно потребни за да може да го купиме тој респиратор, што всушност е неопходен за нејзино излегување од болници и функционирање. Каде во цела ова приказна е Фондот за здравство кој што би требало да се грижи за пациентите кои што се здравствено осигурувани во земјава? Фондот за здравство конкретно во оваа ситуација ние конкретно не сме имале соработка со нив се уште, тоа е во некоја една фаза веројатно ќе се случи. Нивната улога во целата ситуација во здравствениот систем да согласно нивни правилници одредуваат и тие комисии кои што тие ги имаат, да одредуваат кој пациент има право, кој пациент нема право, да се третира надвор од државата со одредени правила. Се смета дека доколку во Македонија може да ти се обезбеди одредена здравствена услуга, дека таа нема потреба да ја бараш надвор од Македонија. За жал и тие во одредена ситуација мора да прават одредена тријажа на одредени случаи, бидејќи колку и ние да сакаме, реалноста е дека не може здравствениот систем толку многу да постигне да на сите буквално им се помогне.
Има ситуации каде што е несфатливо одреден тип на несфатливо е никое неприфаќање на одреден случај кој што можеле да го решат. Меѓутоа во многу чести ситуации и на ова прашање реално немаме можност да ви одговориме од аспект на тоа што тој одговор мислам дека е несоодветно таму да го побарате. Ние видовме одреден простор каде што ние како поединци, апсолутно поединци, анонимуси во целата ситуација се обидуваме да направиме нешто и мислам дека ова што го правиме до сега е навистина успешно и дека не тек некој почеток каде што ќе успееме да направиме големи разлики кон многу луѓе. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата и на желбата да ги адресирате сите овие проблеми. Вам почитувани ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.